Почитувани инженери, ценети присутни, ми представува голема чест и задоволство да ве поздравам и да ви посакам добре дојде во Република Северна Македонија. Ме радува што Организацијата на Европски млади инженери прифати нашето виртуелно гостопримство од 2020-та да го дополниме со физичко присуство на оваа 51-ва Европска конференција на млади инженери. Им благодарам на организаторите, партнерите и на спонзорите, особено на Клубот на млади инженери при Инженерската институција на Македонија, што овозможија младата европска креативна заедница тука во Скопје да разговара за иднината на професијата. Слоганот на годинешнава конференција е поврзување на патеките на инженерите. Во овие зборови е содржана суштината на вашата работа. Затоа што инженерството е умешност на изнаоѓање решенија за практичните проблеми, преку она што фигуративно го нарекуваме поврзување на точките. На инженерите уште најстари времиња им била доверена задачата да градат патишта што ќе ги поврзуваат градовите со цел развој на тие цивилизации. Во основа, вие тоа го правите и денес. Со таа разлика што патиштата што ги правите не се нужно од камен, бетон или асфалт, туку се и дигитални коридори од оптички кабли и бежични сигнали. Во модерни времиња тоа се клучните патишта за трансфер на податоци, знаења, идеи и технологии од кои зависи развојот на економиите во дигиталната ера. Инженерските патеки не секогаш се предвидливи и можат да водат до неочекувани научни, технички, технолошки пробиви. Вечерва ќе споменам само два примери. Во 1957 година 20 дизајнери конструираа направа која била напојувана од сончева енергија и на шега ја нарекле соларна машина што не прави ништо. Денес соларната енергија е клучна за одржливиот развој и за зелената трансформација на економиите. И македонскиот енергетски систем се повеќе се ориентира кон искористување на соларниот потенцијал. Второ, пред помалку од една година, малкумина знаеја за ChatGPT. Денес моделите на вештачка интелигенција што генерираат содржини се наше секојдневие и стануваат незаменливи во многу сектори. Непредвидливите инженерски патеки се резултат на храброста и креативноста на инженерите кои се осмелуваат да излезат од комфорната зона на својата потесна струка за да ги комбинираат идеите и концептите од различни научни дисциплини. Од интердисциплинарноста произлегува социјалните мрежи, роботиката, 3D печатењето, системите за обновлива енергија, биоинженерството, паметните градови, градежните инженерски потвати што ги надминуваа и најхрабрите замисли на футуролозите. Но овие патишта не се целосно и безопасни. Инженерските иновации честопати ја претркуваат регулацијата и отвараат простор за најразлични злоупотреби од дезинформации преку сајбер криминал се до сајбер напади. Во една прилика реков дека инженерскиот еквивалент на Хипократовата заклетва е така наречената Архимедова заклетва, што подразбира одговорно користење на знаењата и вештините за општо добро, водејќи помеѓу останатото сметка и за квалитетот на животот на луѓето и заштита на животната околина. Почитувани инженери, меѓу многуите неизвестности што со себе ги носи четвртата индустријска револуција, едно е известно. Инженерската професија има уште поважна улога во градењето на одржлива иднина. Од вас, повеќе од кој било друг, ќе зависи дали една држава и економија ќе напредува или ќе стагнира, бидејќи вие ги поврзувате точките на развојот и градите патеките кон иднината. Токму затоа, наша должност е да го зајакнеме партнерството помеѓу државата, науката, стопанството и граѓанскиот сектор, за да овозможиме квалитетно инженерско образование. Мора да вложуваме во иновацијските екосистеми што привлекуваат инвестиции, генерираат квалитетни работни места и ги задржуваат младите во државата. Вие, младите инженери, не само на хартија, туку и во реалниот живот, треба да бидете двигатели на позитивните промени. Уверен дека оваа конференција ќе придонесе за поврзување на вашите инженерски патеки и за отворање на нови креативни хоризонти, ви посакувам убав престој и успешна конференција.